Почитувани гледачи, добре дојдовте. Последно за ова 21 година издание на информативната емисија ТВ Објектив на КТВ телевизија. Се она што се работеше, се работи и ќе се работи во општина Кавадарци, ќе дознаеме токму во ова издание на ТВ Објектив. Во емисијата го пренесуваме новогодишното интервју со градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев, кој што традиционално го реализираме во изминатите 5 години новинарите од Кавадарци. Во ова интервју учествуваме јас и колегата Маријан Димитров од rtk.mk порталот. Разговаравме со господинот Јанчев, прашавме за проектите кои што во моментов се реализираат. Јанчев открива за она што ќе се работи во 2022-та за повеќе капитални проекти, уведувањето на оброкот, бесплатниот оброк за учениците од прво до пето оделение, превозот на учениците кои што беа ветувани во предизборната програма на Јанчев, кога ќе започне да се реализира, кога ќе биде готов градскиот пазар, каков буџет ќе имаме, дали општината има долгови или е ликвидна во работењето. За се ова, меѓутоа и за сите други работи кои што се актуелни во општина Кавадарци, ќе дознаете во наредните час и 10 минути во рамки на интервјуто со Јанчев, кој го емитуваме во ТВ Објектив на КТВ. Бидете со нас. Добар вечер, ви благодарам за можноста за една ваква емисија. Ми се чини дека пета или четврта ни е поред. Да, вашиот први втор мандат. Да, прва во овој мандат, за да можеме очетно да ја одговориме и 21 година, меѓутоа да ја кажем плановите за 22 година. Пред да ги кажете плановите за 22 година, што сработивте овие 2 месеца? Дали седевте само во кабинетот? Можам да ви кажам дека изборите беа тие кои што треа околу 20 дена како изборна кампања. Кампањата заврши во една добра политичка атмосфера, демократска, со добра излезеност на народот и со голем благодет наклонет кон мене и мојата партија, заедно со моите советници, и една обврска поголема од граѓаните, моето неочекувано достигнување, 15.200 гласа, односно 75% од населеноста да ми даде поддршка, ми даде една поголема одговорност и една поголема сериозност према самата личност Митко Јанчев, односно самиот на себе, за да можем да продолжам во прав правец. Овие 2 месеца воопшто не седевме, од утре дента почнавме да работиме, како што и вие, новинарите, добро знаете дека функционираме, работиме. Во овие 2 месеца имаме многу реализирано проекти, од почнати до вршени и нови од почнати, кои што стековно ќе се движат 21-22 година. Теконо ги објавуваме на нашите Facebook профили, теконо ги објавувате и вие како медиуми. Пред некое време отворивме спортната сала, која што почнавме во месец февруари, а завршивме во месец ноември или почеток на декември. Еден голем успех и благодет за основно училиште Страш Пинџур. Спортната сала во село Ватча веќе во завршна фаза. Градскиот пазар се гради, капелата на муслиманците гробишта се гради. Вчера ја отворивме соблекувалната во село Сопот. Го отпочнавме водоводот во овој втор мандат за Брушани и Брушанско. Отпочнавме патот Дреново до оригиналниот пат инвестиција од 700.000 евра, поплучување по селата. Се отпочнува со колектор завчера во село Возраци, да направиме колекторски систем, цела канализација да фекална фатиме во колекторски систем. Асфалтиравме многу улици, Пионерска, Дисанска отпочнуваме сега да работиме, Илинденска се довршува, улично осветлување, детските игралишта ги довршивме, фасадите си продолжуваат да работат на терен. Во делот на образованието исто така имавме доста инвестиции кои што сега се отпочнаа. Во момент имаме многу тендери кои што ги зборувавме, се веќе распишани. Тоа е тендер за набавка на ново противпожарно возило. Тендер за 40 агромерни станици кои што ќе бидат благодет на нашите земјоделци од било која свела да ги завршиме. Тендерот е завршен за асфалтирање од Чемерско до Бохула и во село Бохула. Оној тендер кој што го зборувавме за патиштата кои што се до Шешково е направен, со брушани, сега се работи Чесендре, па се префрламе на Клиново,
се префрламе на Куманичево и на краја доаѓа Радња со комплетно тампонирање, одводнување, канавки правење, да има една подолга експлоатација на тие тампонирани патишта. Ќе отпочнеме со асфалтирање на Западен булевар, тоа е од делот на Тиквиш до делот на кружните Кејдзјано. Отпочнуваме со асфалтирање од Хец Тиквиш до Брушани, комплетно населбата да ја споиме со селото. И уште мал број куп проекти кои што ќе ги правиме оваа година. Значи во овие 2 месеца работа, немаме ни 2 месеца, ми се чини дека ноември почнавме официјално со работа од вториот мандат, 1 ноември беше тој мој роденденски поклон за втори мандат. Еве месец и неколку дена, односно месец и пол, и имаме завршено многу голем дел од нашата програма, која што ја веќе споменавме и континуирано на другите работи теконо ги одржуваме и функционират. Морам да потенцирам да кажам дека оваа година Општина Кавадарци во петок имаме завршен совет заедно со носење на буџет. Меѓутоа и да потенцирам да кажам дека рекордна година ќе ни биде во најтешката економска криза која што е светска, а не е само наша. Рекордна година во основни приходи на општината. Основните приходи оваа година ќе ги завршиме со 370 милиони денари. Морам да потенцирам да кажам со моето доаѓање на функција градоначалник, основните приходи беа 180 милиона денари. Лани беа 305 милиона, сега 370. Еден голем успех, голем благодет за граѓаните и нормално дигење на нивото на комуналната изградба, на комуналното одржување, на сите работи кои што се во интерес на граѓаните и заборев да потенцираме еден битен момент во оваа енергетска криза. На време си ја фативме работава со отпочнувањето на изградбата на 5-та мини хидроцентрала при Макец Кавадарци, наше предпријатие кој што имаше 4 мини хидроцентрали. На 15 јануари официјално пуштуваме во употреба и 5-та мини хидроцентрала, која ќе прави околу 200 киловати струја на час и постоечките 900, 1,1 мегават јавното предпријатие Комунала ќе произведува електрична енергија. Тоа е прав погодок во еден момент кога 250 евра ти е мегават час на пазар. И еве официјално да потврдиме денеска дека во понеделник званично ќе отвориме новата градинка после 30 години градење на таков капитален сериозен објект. На 15 ноември ќе отвориме новата градинка на улица Ресавска и планираме негде од 1 февруари таму да ја наполниме со дечиња, околу 160 капацитет, и на 25 февруари ни е зацртано отварање на новиот градски зелен пазар со паркиралишта. Градоначалниче, елабориравте за значајни проекти кои што чинат многу пари. Кавадарци во изминативе 4 години од вашиот прв мандат, меѓутоа еве и сега во почетокот на вториот, интензивно се работи, комунално инфраструктурно се средува, сето тоа чини пари. Кажавте пред малку дека и во економски лоша година имаме одлични економски параметри. Значи ли тоа дека паѓаат во вода шпекулациите дека општината е задолжена, дека нема пари и така натаму? Во загуба. Во загуба вака сега, значи петок ќе елаборирам на совет, а ја ви сега официјално ќе ги спомнам. Општина Кавадарци на 30 декември ќе заврши со оперативен долг доспеан 0. Нема да имаме доспеан оперативен долг. Тековен долг кој што е во моментот на изградба и во моментот на градежни ситуации, првовремена, второвремена, третовремена, ќе биде околу 40 милиона денари. Наредната година, она што ќе имаме проектирано и зацртано да го завршиме, нашата општина ќе биде со ликвидност позитивна во делот на финансиски средства на сметка. Тоа не е добро, ние како општина за тоа до година направивме буџет соодветен, да тие финансиски средства кои ќе ги очекуваме да ги добиеме, сразмерно ги вратиме во општеството и во капиталните инвестиции, меѓутоа и во соживот на граѓаните, за да можеме да имаме подобро и повисоко и највисоко ниво цела држава. Ја можеме да кажеме, да потенцирам со новите мои колеги, кои што после изборите се веќе градоначалници, скоро секаде се промени 80% во општините. Со сите сме во комуникација, нивните позиции се катастрофално тешки финансиски во однос на било која друга општина. Кавадарци, че испаднат официјалните податоци, е во одлична топ кондиција финансиска. Така беше, така ќе биде и така и ќе остане.
енергетска криза во Македонија започнува. Рековте нешто за мини хидроцентралата 5, за која бевте вие најголем поборник да биде изградена. Тоа морам да го кажем, мора да знае и јавноста со оглед на тоа што имавте некој опортунизам во Стариот Совет, меѓутоа бевте упорни и еве ја изградивте. Кажете ми, дали општина Кавадарци планира да работи на планот на обновливи извори на енергија во иднина? Дали ќе го форсирате ставањето на фотоволтаици на куќите? Дали би можеле да се надеваме на некои субвенции во иднина? Каде ја гледате иднината во енергетиката? Тоа го прашање ќе отвориме, ќе откриеме нови работи кои се Барем планирани нешто, за не мора 22 се. година, али тоа воопшто не е тајна. Да. Општина Кавадарци спрема парцелизација на Витачево поточно Горниково од 50 хектари површина за 50 мегавати изградба на фотоволтаична напонска централа. 50 мегавати. Вака за споредбено 50 мегавати производство на електрична енергија е 50% од сегашниот ТЕЦ Неготино што произведува електрична енергија. А цела држава се крена на нога дека пуштивме ладна резерва од 100 мегавати. Ние 50 мегавати ќе произведуваме електрична енергија во општина Кавадарци. Парцелите се дарат на јавна аукција, ќе се ги инвестира приватен инвеститор, тоа ќе биде благодет на општината и за зелена енергија, меѓутоа за индустријските зони, спасот на индустријските зони во делот на ефтина енергија барем од сончевите зраци кои што можеме да ги прибереме преку дента. Исто така имаме тендер активен кој што на 3 или 4 јануари отварањето за поставување на 12 јавни институции, една од нив општините, 9 школи кои што ги имаме при општина Кавадарци основни и ми се чини дека и Дом на културата за поставување од по 20 киловати на секоја институција или вкупно 240 киловати ставање на фото панели за производство на електрична енергија. Тие институции преку дента целата енергија која што ќе трошат електрична ќе се имат бесплатно. Во делот на она што значи поставување на фотоволтаици, на индивидуалци, на домување и на сите други, тука е малку прашањето покомплицирано за тоа што одговорот е во тоа државата, како држава, се уште дава субвенции или дава преку регулаторна комисија по властена тарифа за семејствата. Ако едно семејство киловатот го плаќа 5 денари, една индустријска постројка, без разлика од која ниво е, или на јавна институција го плаќа 15 денара киловатот на отворен пазар. Така да државата, штом го смени законот, ние како општина први ќе бидеме тие, не верувам само дека ние, дека и сите општини ќе потегнат кон тоа, заедно со ИПА фондови, со европски фондови, да се местат фотоволтаици на самите индивидуални домувања. Меѓутоа, тука е проблемот со регулаторна комисија, ЕЛЕМ, МЕПСО и ЕВАНА, да таа енергија при некористење ЕВАНА ја плаќа по соодветна цена или ја враќа киловат за киловат како што е во европските земји ки што е регулирано. Тука треба регулација на централно ниво на законот. Треба законски норми. Да, а во делот на она што значи обновливи извори, општина Кавадарци се што можеме да увидиме и да проектираме и нормално да го финансираме како такво, напорно, упорно работиме и иднината е во тоа и благодет на општина Кавадарци. Пак ќе потенцирам со изградбата на 5-та мини хидроцентрала, изградбите на 4-те од 2001, 2 или 3-та ми се чине. Тие се тие што го спасија јавното предпријатие Комуналец и општина Кавадарци да се уваква добра финансиска кондиција. Пошто наплата од водата и од џибрарината е основен трошок за плата на предпријатието. А сето друго доаѓа во делот на капитални приходи и расходи од продажба на електричната енергија која што ние произведуваме на некој начин бесплатно по гравитација. Со доаѓањето во првиот мандат од првата година се зедовте за обврска да расте континуирано буџетот на општина Кавадарци. Секоја година имаме повисок буџет. 2022 на седница во петок ќе се гледа буџетот. На кој ниво е димензиониран и очекуваме ли висока реализација на планираното? Па мислам дека е тука околу 1,1 милиарди пак милиони вкупната реализација.
тоа што треба да видим, пошто имаше некои пеглање, сигурно може некој амандман че имаме, па би го прифатиле доколку е коректен и добар или било какво. Така да буџетот не произлегува само од кабинетот и не произлегува од општина Каварци, произлегува од реалните потреби на граѓаните, урбаните заедници, местните заедници и нормално она што е реално во делот на приходи и расходи на самата општина. Непродуктивниот дел во расходите е на минимално завидно ниво и така и ќе остане од делот на репрезентација, од делот на луксузирање општини Каварци, малте не трошен ништо средства во делот на репрезентативниот дел. Сами знаете дека сум откажана плата, откажано службено возило и примерот кој што го имам, го следат и советниците, го следат и председател на совет и нормално управните служби кои што ги имаме во општина Каварци и раководители на сектори за нивните потреби за дејствување и функционирање на општината користат службени возила. Единствени се тие. Буџетот го гледаме како целост, меѓутоа основниот буџет на општината е, ви кажав, оваа година е 317 милиона реализиран. 1.100 милиона е буџет кој што е однапред потрошен. Тоа е вкупен буџет проектиран со блок дотации, со вработени, со предучилишно образование, со образование, дом на култура, спортски објекти, општина, јавни предпријатија, така да функционирање на делот. Тука не се блок дотациите кои што ги имаме и за спортот, блок дотации кои што ги имаме и за здравство, за прво новородено дете, исплачењето по 60 денара, сите работи кои што функционираат од општината се у тој бруто на буџет. Во серијата на емисии што ги правев со советниците, рекоа дека ве поддржуваат вас и вашата програма, без разлика на тоа од која провиниенција политичка потекнуваат и тоа е добро. Како успеавте да ги сплотите, така да речем, и политички да ги испеглате, или пак им давате ширина тие да прават што сакаат, меѓутоа кога се работи за општината, треба да работат по што треба за граѓаните кои сакаат. Јас ги сваќам работите дека секој советник кој што е дојден и секој еден кој што е јавно избран од народот има легитимно право на свое мислење и на свое согледнување на сите работи. Легитимните права не се само на еден дел од седмицата кој што треба да одржиме, да ги ставиме точките на дневен ред. Јас сум објективен и отворен за нив 30 дена во месецот како што и функционираме во делот на општина Каварци. Така да нивните согледувања кои ги гледате и на седмиците и нивните барања, јас ги прифаќам доколку се економски исплатливи и се законски покриени. И има можност за тоа, ја би прифатил се што од јавен интерес за да можеме да направиме подобро за општина Каварци, за градот, за предпријатите и за сите. Нормално, политиката си е политика, секој ќе политизира, ќе гледа да поентира, да направи, меѓутоа, мислам дека политиканството во државата, а и во Каварци паѓа на ниско ниво, тоа го видовме и на локалните избори, дека граѓаните веќе сакаат реалност, а не сакаат укажувања или прикажување на некакви нереални ситуации, него бараат реализација. Реализацијата не доаѓа на ников друг начин, освен со добра програма, добро менаџирање, објективно менаџирање и тоа да испаде на крајната цел, а крајната цел е реализацијата, граѓаните да го видат и да го почувствуваат. Знаете, ја можам да се фалам или да ве фалам вас колку и да сакам, меѓутоа ако не го чувствуваат прво луѓето околу тебе, тоа така, едноставно ефектот не е постигнат. Не да не е постигнат, него лагата доаѓа на крај. Затоа 15.200 гласови имате на ваша подршка. Тоа не беа мои очекувања, искрено, 75% да биде поддржаност. Значи, јас без разлика ја го рачунам како 100% поддржаност за секој еден граѓанин на општина Кавадарци, така и функционираме во општината. Па ќе кажам, одговорноста е многу голема. Значи, јас првиот мандат кога победив со потесен резултат, бев многу посреќен него сега. Сега среќата ми е на повисоко ниво, меѓутоа обврските ми се на многу по-високо ниво, каде што очекувањата на граѓаните не смееме да ги занемариме во ниеден мал дел. Ево, значи тоа сме ветиле мораме да го исполниме, за да го исполниме верувате дека имате мал милион број спрепки за да стигнеш до на крај на цел која што значи реализација. Реализацијата мора да се состои од повеќе работи за да дојде на крајната цел тоа што треба. Мене е многу мило кога луѓе зборуваат сега во соето за економија, за буџет, за задолженост, за проектирање. Никош нема да ги негирам, да ги конфронтирам или да ги провоцирам.
бараат Сакочи сите. комисија финансиска за јавното предпријатие за паркирање. Повелете, формирате комисија, што не е законска обврска, легитимно право мое да дозволам или да не дозволам. Дозволувам. Секаде кај што мисле секој советник дека може да се вклучи објективно и транспарентно, мене ми е задоволство и чест. Градскиот пазар е еден од поголемите залаци кои што, така народски речено, ги зедовте на ваш терет. Пазарот се гради. Имаше многу скепса околу тоа дали овој проект ќе биде успешен, меѓутоа гледаме дека од ден на ден веќе и паркиралиштата, и улицата Зелен пазар, и самиот Зелен пазар се реалност и наскоро треба да стартува. Што е она што сличен ваков проект може да се очекува да се отпочне во 2022 и еве кога сме кај пазарот, кога можеме и официјално да кажеме дека ќе биде завршен? Така. Знаете, јас работи ги чувствувам многу емотивно и лично. И би дал еден пример, тоа исто кога ќе се роди новороденче или прво или второ и вие го чувствувате како новороденче, меѓутоа кога ќе порасне, кога ќе стане здраво право дете и кога ќе придонесе и врати и на општеството на семејството, тогаш знае што се направи. Така и пазарот. Пазарот сега за мене е еден проект о кој што го работиме, меѓутоа кога ќе го пуштиме у функција и после година-две, кога ќе ги видиме старите прилики и новите прилики од пазарот, ќе го добиеме оној прав благодет што сме направиле заедно сите како пазар од инвестиција од 2 милиона евра. Улицата Зелен пазар комплетно се пробија на тие луѓе, таму им се прегледа, тие сонце нема видено влез и излез како луѓе што живеат во делот околу пазарот. Пазарот реков околу 20-25 февруари или најдоасно 14 март да биде пуштен во употреба, се зависи од временските прилики. Од таков вид на проекти кои што во иднина ќе ги градиме, прво би почнал од инфраструктурни проекти. Толку време се очекуваше и никој не веруваше дека може да биде западен булевар пробиен до Кавдаречки дол. Тоа е од улица Ресарска, со триаголникот па до Кавдаречки дол. Фреквенцијата на движење таму поголема него на Тиквишково стане. Одлична, погодена работа, што би рекол. Истиот булевар од Кавдаречки дол ќе продолжи до Желков дол. 24 милиона денари ставен за наредната година да го тендерираме 2 годишна набавка, пошто е сериозен проект, да го довршиме крајно. Да растретиме Страшо Пинџур со горниот дел од градот. Се префрлиме од другата страна на градот, тоа е улица Лазо Асијата. Од Методија Џунов Џикот Клинска, сите луѓе се слеваат преку Методија Џунов Џикот и доаѓаат до централно градско подрачје, до излези се. Над турските групишта, односно муслиманскиве, улица Клинска има проектирана улица Лазо Асијата. 28 години е проектирана улицата. На харти. 25 милиона денари е ставена во двогодишна програма, ќе се тендерира, ќе се проби и ќе се направи за година до година и пол. Тоа вака може малку звучи фантастично или скромно, меѓутоа тие луѓе што живеат таму популацијата да живее во населба Чиро Крстев урбан заедница е огромна. Тоа е за нив еден благодет кај што на дневна основа ќе биде функционирањето растеретено. Исто улица во делот на улица Младост, 25 мај ми се чини дека беше од оваа страна, а од другата страна е улица Младост, тоа е пробивање преку цел рид, кај што треба да ја пробиеме 25 мај да споиме со Младост. Тука има инвестиција од 32 милиона денари. Тоа е Углишич, дека е Марена. Со таа улица добиваме паралелна улица на улица Шишка. Движење комплетно. Комплетно движење од Глишич па до Голиот оток и сега се влезе. Лисанска рековме дека трет крак се граде. Тоа е делот на инфраструктурата која ќе ги планираме, инфраструктурни капитални објекти до сега не ги спомнавме околу 80 милиона денари, само 3 стратешки клучни улици кои што треба да се направат. Пари на Кавадарчани се. Се збори сега за буџет на општина Кавадарци. За реконструкција и за асфалтирање на улици и реконструкција на фекални канализации, на сите други основни работи, вода, канализациони, атмосферски, паралелно ги правиме во градот и негде околу 40 милиона денари секоја година асфалтираме.
До година можеме вака да ги набројам дека ќе бидат улица Слога асфалтирана, булевар Македонија, тимката Анџел Габерот, тоа нас проти Блажо Алексов што направивме, заедно со тротоари. И уште 10 улици, така поголеми, кои што сега, да не ги цитирам сите, ќе ги видиме и у буџет и у програма, кои што се стварно за реконструкција комплетна. Али немаме ние више лоша улица во градот, што можеме да кажеме, таа улица, кај што беше пионерска или било која, кога ќе ја направите. Сообраќајните решенија паралелно ги решаваме. Кај треба кружно текче, кај треба кружен тек, каде треба усмерување на сообраќајот, односмерни улици, двосмерни улици, паркирање или сите други работи, се во интерес на безбедност на граѓаните и во побрз проток на возилата или побезбедно движење. Капитални објекти. Затворениот базен, заедно со Агенција за млади и спорт, 17 милиона денари инвестиција, која што верувам дека 20 милиона ќе покрие општината, рестот ќе го покрие Агент за млади и спорт, тендерот е распишан, не знам до која фаза му е договорот, треба да се консултираме со нив, треба да се отпочне и да се доврши. Вчера на управен одбор со моје информации е дека до финансирањето на јужна трибина на градскиот стадион, јужната трибина уште 100 евра ФФМ се одобрени да ја доврши јужната трибина. Пошто испаднаат дополнителни работи. Паркот Чиро Крстев го завршивме. Улицата Лазо Асијата излегува баш тука на кај Чиро Крстев паркот и улицата што продолжува на кај изградите нови изградени во делот на Дупот на Дисанска. Таа улица е исто така за асфалтирање комплетно предвидена. Капитални објекти, други кои ќе ги проектираме за наредната година се во секое село во приградските населби да направиме спортска сала. Марена, Сопот, Глишич, Возарци и Дрено. 5 спортски сали инвестирани од општина Каваци. Нема да бидат мегаломански, нема да бидат, ali ќе бидат задоволителни по протокол и по правила за физичко образование и за рекреативни цели на самите жители во делот на тие села и населби кои што добро се ситуирани и се живи села кои што функционираат. Детска градинка во Дреново, Глишич и во Сопот. Тоа се 3 детски градинки под една занимала. Такви се потребите и ќе им го возможиме тоа на тие жители таму да имаат по една детска градинка. Покрај отварањето на Расавска, која ќе биде големо значење, са некој од Сопот да носи дете на улица Расавски или било која градинка во Каваци, веќе има голем проблем. Изградба на 2 патеки по примерот на велосипедска пешачка патека до Моклиште. Едната ќе биде од Глишич до Марена, по левата страна од коловозот, од страната од коловозната лента, за да може да биде и за велосипедисти, и за пешаци, меѓутоа и за рекреативци, и за движење по потребата на самите луѓе. И друга патека таква, градење од Западен булевар сега што завршува, на кај Росман до Дрекслермајер. Така да верувам дека тука ќе биде мотивација и потик за повеќе вработени од Дрекслер да можат и со велосипед, пеш или било како да се движат. Имаме изградба на Фам-пам патека што ја викаат. Таа патека ќе биде кај тенисто игралиште во Блажо Алексов како детален урбанистички план. Изградба на картинг центар. Картинг центарот ќе биде токму сега кај што е напуштеното лозие на општина Каваци на средно шумско училиште над Ваташа од левата страна. Тука ќе биде картинг центар да се изграде, ски лифт да се изграде, односно ски жичаричка на Кожов планина над Михајлово на 1500 метра надморска висина. Базенот кој што ги имаме во сегашната состојба да направиме комплетна реконструкција. Во моментот спремаме проект за доградба на спортска сала Јасме. Оние столбови што ги гледаме позади 30, односно 40 на години веќе колку стоат, да едно се решат и да се доизгради тоа. Во делот доле ќе се изградат 2 спортски објекти за гимнастика, за балет сала или можеби и куглана да излезе, се зависи сега од идејните решенија. А во горниот кат ќе биде сместување во делот на комерцијално, а и на спортисти кои што кај нас
на некој начин функционираат во делот на ракомет, кошарка, фудбал или било како. Во Дреново исто спортско игралиште, односно спортскиот терен за фудбалско игралиште треба да го реконструираме. Исто ќе го реконструираме и на Јасмин и во Ваташе како фудбалско игралиште. Ова зборам за овие 2 години што ни се во план да ги предвидиме. Во Ваташе имаме предвидено изградба на нови сооблекувални и тоа тесно грало кај фудбалско игралиште да го прошириме. И најбитниот момент е Кавалаци со 2,4 милиона евра грант кој ќе го потпишувме на 15 декември пред 6 дена. Од 5 јануари се воведуваат во работа. Мисля, че дека тендерот е носител фирма Жикол од Струмица. Комплетно ќе се решат сите фекални канализации и атмосферски напади на вода кои се уште не се реши. Од југокомерцијален напад на атмосферска канализација не е решен. Од Бела Камен не е решен. Значи тој дел целосно со офајче, тоа ќе биде многу голем потек и залах. Ќе се копа цела улица Вишесница, Митока Џевасилев и Јасмин, 7 септември се до реката Софи и 1500 атмосферски канализации. Тоа ќе биде трајно решение за таа работа. Такви се 12 проекти од 2,4 милиона евра. Значи ќе добиеме комплетна атмосферска канализација у градот, таму кај што ја нема. Во меѓувреме ние доградуваме и наша една Дублисанска ја правиме други фекални, правиме други атмосферски канализации. Али овие се грант кој што 3 години го збориме, еве конечно се одобри и да го завршиме како грант во тој дел. Капитално во делот на образованието ги спомнав спортските сали. Општина Кавалаци ќе биде тенденција да во овие 4 години или 3 години успееме со добри анализи, со секторот за образование, со Министерството за образование. Сите средни училишта нас се сега во првоспенско работење. Моја желба, а и тенденција и напор ќе ми биде да и основните училишта ги ставиме во прва смена да функционираат. Тоа е докажано од многу аспекти. И прво ќе почнеме од здравјето на децата, од нивното ментално здравје, од нивната психофизичка присутност при самата настава. У попладневните часови тоа е со 17%, а во утринците е со над 100%. Значи дека сега имаме дете трето година или трето делење или четврта, ќе треба да стане у 9 наутро, па да оди во 12 на училиште, да си дојде во 5. Значи не практично во делот на наставата за двосменско работење. Секаде во светот е едносменско работење. Зборам за европските земји и во делот на образование. Тоа ќе биде тенденција. Оброк за секој дете од 1 до 5, па потенцијално и од 5 до 9, доколку успееме. Не би сакал да фрламе храна непотребно. И формирање на подпредпријатие, односно на сектор, гранка, при јавното предпријатие за паркирање за јавен превоз и транспорт на ученици и користење на јавниот превоз во општина Кавалаци. Со набавка на неколку автобуси, проектите дека треба да се набават 5 до 6, меѓутоа имајќи ги 2, кои што веќе ги поседуваме како општина, да комплетно образованието основно, средно, си го земеме под наша капа превозот на учениците со брендирани, унифицирани автобуси и јавниот превоз биде комплетно под општина Кавалаци, под јавното предпријатие. Со тоа што правилникот и правилата за работа се населено место или село над 3 километра, а тука спаѓаат Марена, Сопот, Возраци и над Возраци, и околу Возраци, и Давниште, и Ресава, и горните села, да имаат бесплатен превоз. Барем 2 пати дневно. Барем 2 пати дневно, ако имаат 5 линии, 2 пати да биде бесплатниот превоз. Она основната потреба на луѓето да се ја удоволат, а на пензионерите би им дале во цела општина да имаат бесплатен јавен превоз. Тоа не е проекција која што не кошта многу, малку е макотрпна во дело да се довршат сите работи. Кадрот да не го забораваме. Тука ќе ни треба 10 на вработување со Д категорија луѓе, професионалци со лиценци за автобуси. Знаете колку осетлива гранка е, одговорноста е преголема. Тука треба да направиме добра проекција, затоа што мора да има и одржливост. И храната ја спомнавме за училиштата, доградбата на повеќе
дали уште едно училиште ново да се изграде, дали доградба како самите училишта, да растаретиме, да направиме едносменско работење. Земјоделието е работа на владата, меѓутоа дали во општина Кавадарци нешто ќе се прави на овој план? Вие видите дестилерија, ќе се гради ли ова дестилерија? Во програмата и во претходната и во сегашната, имам сега само во сегашната програма ми е различен пристапот. Во првата програма беше дека во соработка со владата и Министерството за земјоделие ќе инсистираме че направиме проект и проектна документација да владата ни изграде или ни да даде средства за дестилерија од државен карактер да биде. Во оваа програма кажав децидно и јасно, тоа ќе биде сепак народот, односно нашите жители ќе ги имаат последниот збор, дали треба или не треба, ќе биде референдумско прашање. 22 година очекувам да отпочнеме за брзо. Со отпочнувањето негде до крај на февруари, ние ќе ги имаме комплетно економските, техничките и технолошките анализи за таа дестилерија. Има две опции. Во моментот државата кажа дека поседува над 57% акции или доверителски пакет во Павардарија, да видиме тоа како ќе се заврши. Ali јас сум сепак са повеќе да се направиме индивидуална дестилерија во општина Кавадарци, што значи тоа дека би била регионална, не значи дека би била само за општина Кавадарци. Ако ја градиме со средства од граѓаните на општина Кавадарци, биде за граѓаните на општина Кавадарци. Меѓутоа, ако можеме да спасиме дел од средствата, при имајќи такви капацитети Павардарија или било кои други, да се фузираме со дестилерија, би ја прифатиле и таа опција. И најклучна работа е владата треба да го прифати промената на законот во делот за произведување на алкохолен дестилат. Пошто ние можеме да направиме дестилерија, ќе распишеме референдум, ќе собереме средства, ќе земеме задолжение, ќе земеме врзници, ќе направиме дестилеријата, меѓутоа чувањето на алкохолот е пак под државна капа, под Министерството за финанси и царина, и тука треба да се направат измени. Тој алкохол кој што ние ќе го чуваме како алкохолен дестилат од грозјето или од ширата, да не бидеме оптеретени со акциза се до негова продажба. Значи лиценцата за работа пак треба на крајот да ја добиеме од државата. Тоа може да биде јавно предпријатие, може да биде приватно јавно предпријатие. Ние подаваме рака на сите приватни кои ќе би се вклучиле, ама не би дозволиле да бидеме под 60% акционери во предпријатието, пошто не мислиме да зависиме пак од делот на некој привитњак кој што може да ја доведе во иста или не да може полоша. Да, имате состојба искуство со- као дечките лодери со тоа. Го имаме искуството, нашата цена на грозите е обезвредната. Така е. Ланста година имавме, јас сега може слободно да го кажам, нека биде лапсус како лапсус запишан, дека 2021 година ќе биде деценијска година на Вранецот. Прогласена. Јас тоа може да го кажам тоа што сум производител на грозје, соработувам со многу земјоделци и видовме каков квалитет на Вранец имавме оваа година. Ова 20 година имавме лош Вранец. 21 имавме златен Вранец. Ке имам убаво вино. Тоа секако и ќе биде деценијска година на Вранец. Без болест, без други испади, со шеќерност невидена, 21-23 и со цена пак катастрофална 10-12 денари. Значи, тоа е незамисливо, непоимиво. Непоимиво во делот на земјоделие. Значи, сите сака да купат така. Кога некој го праша да вика што сакаш да купиш, сакам нешто. Убаво ефтино. Е така. За жал некој тоа му успева, али на мака на земјоделците или на мака на општеството. Тука треба да добро размислиме ако имаме дестилерията. Ако дестилерията на 19 малигани и објави почетната цена 14 денара, кој да е друг привитнак, ќе мора над 19 малигани да даде над 14. Така да таа спирала што ја кажуваме на отварање на цени, само со конкуренција и со можност каде тоа да се пласира. Ако нема каде да се пласира, пак треба пред нечија капија, пред некој си подрум, пред некоја визба, да дремиме, да се молиме, да не оценуваат, да ни кажуваат. Зборам за грото од 80% од земјоделците 90, нашите се честни и поштени земјоделци. Кога ќе видите вие на возрастна жена, односно на стара баба на 90 години, на која што и починал синот, а мора да го обере иротот, со 5 тона грозје седе пред капија и плаче, па поголем греф од тоа за мене нема.
а тоа треба да го соджвака си што живееш, за да земе некаков приход од 1000 бруто евра, за да ги гледа внуците. Така да мислам дека не треба да си го оштетуваме народот, а најмалку иритираме и игнорираме во такви ситуации. Градоначалниче, општината ги следи параметрите, состојбите со загадувањето, се даваа субвенции во делот на анулирање на оние грејни тела кои што ја загадуваат животната средина. Еве конкретно денеска утринава повторно над 100 PM 10 честички на метар кубен. Што ќе работиме во оваа насока? Мерните станици кажуваат дека вакво екстремно загадување имаме во зимските месеци, особено кога се користи загревање во поголем размер. Токму тоа и денеска параметрите го покажуваат. Негативни температури, веднаш високо загадување. Што е следно општината што ќе работи во квалитет на воздухот? Студијата за амбиенталното загадување и за амбиенталниот воздух ние ја направивме 3 години. Работивме заедно со Гоце Делчев универзитетот, со нивната лабораторија и ја направивме, покажавме, докажавме каде е загадувањето и од што доаѓа. Од крај на месец октомври до некаде март месец, тука се зголемите PM честички 2,5 и 10 и покрај тоа ги докажавме од што доаѓаат тие PM честички 2,5, доаѓаат од неправилно согоревање на дрвна маса или фосилни извори на греје. Значи дефинитивно 85% загадувањето кај нас доаѓа од грејењето. И поготово по планените часови и утренските часови. Тоа е тоа кое што го имаме. Леапот го донесовме на прошлиот совет, донесовме на многу убава книга, програма која што јас во слободно време 2 пати ја прочитав, ја гледав и многу сум благодарен на службите. Колку ја чини за општината? Општината не ја чини ништо, 0 денари. Сите општини кои што носат леапи на ниво од 40 до 50.000 жители ги чинат околу 50 до 60.000 евра. Ние го чувме тоа, затоа ве прашуваме тоа. Не кошта ништо. Над 35 лица беа вклучени од различни граници, и од општината, и од државни институции, и од подрачни единици и го направија леапот. Тоа е еден благодет и јас сега на овој совет ќе дадам предлог да тие луѓе кои што учествуваат како раководители на леапот, мисля че неколку 14 луѓе се, да бидат еднократно наградени. Тоа е тоа затоа што 0 чини општината леапот. Леапот е еден многу битен, важен документ кој што ги дава насоките каде да се движиме. Исто така студијата направена за амбиентален воздух и ова рече го сите регистратори ни се направени, регистрирани потенцијалните загадувачи во општина Каварна. Ке се санкционираат ли оние кои што горат се уште јаглен или други горива кои што екстремно загадуваат? Имаме една пракса, секој ден кога што загледуваме или пријавува некој на 13300 во кол центарот или било каде, веднаш излегуваме на терен, ја се гледуваме ситуацијата, опоменуваме се уште, меѓутоа кај што е екстремно и кај што е на некој начин безобразно, да не кажам, таму веќе и санкционираме. Али кај што е разбрано или е моментално или е ненамерно или било како, се опоменува и до сега мислам дека имаме разбирање. Меѓутоа мораме да земеме во предвид и самата економска ситуација на луѓето, поготово на оние социјални случаи кај што ги имаме, кај што буквално се греат на тошче најред. Социјалната категорија ја имаме во општина Кавадац и не од аспект дека нема што да работат, меѓутоа од ментален склоп кој што така определил да живее, али тоа не може да биде на грб на другите граѓани, мораме да бараме начин. Единственото решение, трајно за загадувањето во општина Кавадац, ја не сакам да собирам политички поени на загадување. Некој доби пред 4 години мандати добија зборечи за воздух. Сакам само да укажам на две работи. Гасификацијата во општина Кавадарци, проектот, инфраструктурен и основните е изработен. 16,5 километри, утре може да почнеме да работиме гасификацијата. Доколку државата продолжи на исти начин да функционира како до сега, ние ќе направиме наша подстаница, ќе увезуваме газ од друга соседна држава, каде што ќе формираме пак јавно предпријатие. При некој јавно предпријатие не ставаме само директор на директорот и ќе почнеме собствен газ да функционираме.
Во моментот не е атрактивна таа ситуација, затоа што знаете дека гасот на берзата е многу висок, али ако збориме за екологија, еден ден мора тоа да го воведеме. И второ, проектот кој што го имаме и програмата, она што инсистираме од владата што го бараме, и че го бараме и нема да застанеме назад, тоа е изградбата на заобиколницата. Изградбата на заобиколницата од Маренски уши, Дрекслер, Југокомерц па до Катуниште, ние ќе бидеме тука неуморни и нема да бидеме воопшто скромни, че си бараме секој дневно. Тука заедно со нашите пратеници или со било кој што може да влијае, че го бараме тоа како инвестиција за Кавалец, пошто го заслужува. Повеќе од 1700 регистрирани тешки товарни возила во Кавалец. Тие пари одат во приход на државата, во приход на Агенција за патишта. Агенција за патишта, Министерство за транспорт и врски се тие што да го изработат тоа сето. Мислам дека таа заобиколница треба да се отпочне да се направи и граничниот премин Пулјевац, кој што за мене голем предизвик ако успееме во овие 4 години да го пуштиме, да го помириме вака еднаш со пасош, да се вратиме назад и да завршиме таа работа. Меѓутоа имаме и многу посуштински прашања. Ја морам да потенцирам една личност, таа ќе биде само едната од личностите која што треба да се видиме, тоа е господинот Томе Личичанец, кој што има многу податци во делот на екологијата, хидрологијата и во делот на животната средина. Јас ќе одвојам другата недела еден состанок со него да се видам. Човекот ги има податоците од 48 па до ден денеска сите во делот на извориште Лукар, Стара река, Коспратец, во делот на животната средина, животните, орел. Значи, тие податоци тие мора да ги ставиме некаде во база. Секој жив човек еден ден нема да биде тука присутен. Така да тие податоци не се случајни и мора да ги имаме ние во база. Пред месец дена го донесивме елаборатот за заштита на Лукар. Немавме заштитна зона на Лукар. Значи сега имаме заштитна зона на Лукар и имаме елаборат, дека таму не сме дрве да се сечат, не сме да се движи, дури првата зона треба да биде оградена за комуналец има врска да го заврши тоа. Тука треба да поработиме малку повише, што не очекува наредните 5, 10, 15, 20 години во делот на екологија, хидрологија, заштита на животната средина и се. Екологијата е скапа играчка. Екологијата не е тема дневна, као сега да ставиме зелен билборд на плоштадот, а ние се снимуваме од Кожов планина со дрвја со ФАП од 75-та година. Не поимави се тие работи. Неофицијално слушнам дека после нова година се формира Дружение за спас на Тиквешкото езеро. Ова е од мој извори како новинар и добро, јас го поздравив тоа. Чудо и неофицијално чув дека има 2300 куќи кои се веќе направени околу Тиквешкото езеро или над 2000 кусур. Јас имам податок дека само околу 650 до 700 се во овој дел од Хец Тиквеш, Брушани и Брушанскиот залив. Купно. Значи тие ќе ги таа информација имам заради тоа што ќе ги водоснабдиме сега околу 650 приклучци ги очекуваме таму до 700. А верувам дека имат вие ако почнеш нагоре по езерото дадеш. Така, договор до Блашница. Меѓутоа чув и неофицијален податок дека почнале да се продаваат куќите овде. И тоа по ниска цена. И ова здружение кое треба да се формира по нова година има за цел да го спаси биодиверзитетот во околината на Тиквешкото езеро. Што вие како градоначалник коментирате на ова? Има ли потреба да ја заштитиме и фауната и флората и луѓето и објектите и езерото и сето она што како благодет го нуди овој? Вие сами знаете дека Тиквешкото езеро пред се е направено за наводнување на Тиквешијата и тоа е единствен водоснабдителен систем кој што изграден меѓу 64-65 година и со тоа ние имаме земјоделие и поле кој што да функционира. Електричната енергија е втора по категорија, прва сега би требало да биде ова што го зборуваме заштита и спас на Тиквешкото езеро. Ако има таква иницијатива, јас во целост би ја поддржал и би се вклучил и како личност, меѓутоа како општина во иницијативата, пошто неколку реакции имав на директорот на Хец Тиквеш, на повисоко ниво во делот на 21 година, на спуштањето на нивото и нивниот изговор беше дека они работат законски и дека котата која што му е минимална не ја надминуваат под неа. Да, ама таа кота е направена 18 година во екстерни или екстремни услови да дојде и се не значи ќе треба да ја искористиме. Да уништиме рибници, да уништиме од друга страна даваме Министерство за земјоделие
концесии за рибници. А од трета страна може да испуштаме вода. Од четврта страна легализираме објекти викенд населба. Мислам несвојствени работи за сето тоа. Спас на Тиквишкото езеро, сами знаете дека изградбата на Чебрне гариште. Да, Набраната тогаш веќе имаме точка 0 и трајно решение. Меѓутоа до тогаш мислам дека експлоатацијата за електрична енергија е некоректен однос по сите други параметри кои што ги добива Тиквишкото езеро. Значи, тука треба да таа кота 0 или кота на спуштање да добро се експертизира со експерти, да видиме и на која треба да се донеси нова одлука на која кота да го држиме Тиквишкото езеро. Не можеме да се водиме од податоци од 18, пошто хидрологијата 18 година. Не само што било Југославија, хидрологијата 18 година и 21 не е иста. Тогаш имавме зими од ноември па до март. Имавме снегови по 2 метра, сега немаме дождови, немаме снегови, немаме акумулации кои што ќе дојдат со хидрологија, така да треба и тие параметри да се земат и да се земат во предвид. Дали предвид. имаме економски штети од таа работа? Ако немаме моментално, можеби да имаме долгорочни економски штети. Затоа што нас Тиквишкото езеро ни е еден дел символика од општина Кавадаци, кај што ние сегаш кога проектираме, кога даваме проекти, кога конкурираме за европски пари, го претежираме тоа и сакаме да направиме туристичка зона од Тиквишкото езеро. Го имаме најстариот манастир Полошкиот, имаме пештерски манастири, имаме цркви, имаме атракции. Да. Така да мислам дека тоа не треба да го забораваме. На долги стази екологијата и туризмот и развојот е потенцијален за секоја општина. Ами велат дека за време на короната некои луѓе се самоизолирале таму и помагају во здравствени безбедносни кризи. Апсолутно, во секоја гледна точка може да има придобивка. Негативен момент тоа сигурно дека немаме. Значи легализирани објекти со струја, со вода што добијат. Да, утре да добијат и канализација, да направиме туризам. Па не имаме и имавме на времето, па ја можам да кажам слободно, по 1000 луѓе викендаши од Скопје, од било каде што, и тоа видни луѓе, професори, лекари, доктори кои што доаѓаа на релаксација на Тиквишкото езеро. Сега е гревото да го гледаш. Рекичка. 4 години мој општинар, градоначалниче, се одбележа. Задоволни ли сте од овој проект, од овој сектор кој што веќе функционира, со оглед дека е ваша идејата, веќе се препишува и од други општини? Задоволни ли сте како го замисливте, како функционира и како граѓаните контактираат со службениците од овој сектор и се детектираат ли дивоградби во меѓувреме во Кавадарци? Значи, мој општинар е добар проект и функционален проект кај што многу работи заврши до сега и многу работи како сектор ги доби како овластувања од дел на општината, меѓутоа и придобивките на народот кај што може да ги секојдневно искористат од делот на мој општинар. Ако кажам дека пред тоа општината била недопирлива, можеби да сгрешам, не знам, меѓутоа сега се спуштаме на ниво да бидеме со народот, да функционираме, да ги видиме и согледаме реалните потреби и да ги решиме толку колку што можеме, а мислам дека во добра фаза. Мој општинар повлече уште колку работи. Мој општинар е контрола и на јавното предпријатие комуналец, и во хигиена, и во зеленило, и во одржување. Мој општинар е контрола и на сите други дејности кои што ги има општината, меѓутоа тука спадна и кол центарот 13300 кој што го имаме, 247 да се пријави проблем. Тука е и видеонадзорот, тука се сите работи кои што ги ставивме во еден сектор комплетен, да бидеме оперативни на терен. Во делот на дивоградбите, народот може би малку надвор од градот. Во градот немаме детектирано посебно нешто дивоградби. Од извештајот што ги добиваме од граждан инспектор кој што го имаме. Меѓутоа надвор од градот, од она што го гледаме дека некаден се градат претежно викенд куќи. Нашата реакција е на секоја пријава, на секој согледување да излеземе да направиме решение да стопираме таа градба нелегална. Меѓутоа имаме една небулоза кај што во моментот се спрема закон за легализација на дивоградби и народот можеби тука малку повеќе се опушти. Дај да направиме закон се носи. Че се вклопи во закон, е мојата порака е дека да не се лажат со тој закон. Прво мислам дека нема да биде донесен како што е нацрт законот. Второ,
за легализацијата легитимно право има општината, без разлика за законот за легализација, и трето, и да го донесат законот, ќе бидат изградени објекти до 2020. Некоја година ќе бидат. Да, не мора да бидат до вчера изградени објекти. Така да мојата порака како градоначалник и како прв човек на општината е да дивоградбите не се работат и не се отпочнуваат воопшто. Пошто не би сакал да се ставиме во својство кога еден ден треба да остануваме и дивоградби. Знаеме приматот на секое семејство, кога ќе му наштетиш дека е лоша и негативна работа, тоа е една од најнеблагодарните работи која што треба да работи општините, и јас како градоначалник, инспекторатот и сите. Меѓутоа, еден ден ќе дојде кога таквите дивоградби ќе се очистат, пошто имаме ние записници, имаме излегување на терен кај што се градат објекти во заштитни подрачја. Во заштитни подрачја кај што нема шанси ниту еден закон да ги легализира или спаси. А плюс законот нов за легализација е 4-кратно поскапи комунали од регуларните. Не како што беше претходниот по 1 евро од квадрат. Мислам че биде многу скапо, неатрактивно. Не треба да биде стимул дивоградбата, стимул треба да биде општина Кавадац. Заедно со населението да носиме повеќе урбанизации, надвор урбанизации од деталниот, односно од генералниот план, да овозможиме, а најдобро е ако државата успее да таа урбанизација цела ја спушти на пониско ниво. Се замислите ви ако треба некој да гради во село Мајден, треба да тера постапка комплетна како да гради во Лондон во центар. Треба тука мислам дека малку да се синат критериумите на општинско ниво, на се да се издаде одобрение. Не е целата. Ние знаете дека надворот централното град, односно надворот генералниот план, да се комуналите малку не е ослободен. Со 30% учество уделот на комунали. Тоа е символично само да се истера техничкиот дел. Така да само проблем е што сите урбанизации спаѓаат под Министерство за транспорт и врски и сите други институции, без разлика на нивото на градбата, дали е рурална средина, дали е надвор 50 км од град или било како. Не спомнавме две работи битни, што сакам да ги спомнам, а тука ги засега најмногу повозрастните и пензионерите. Ние сме во завршна фаза со носење на деталниот план, во преговори и во разговори заедно со Сдруженијето на пензионери. Идејното решение за пензионерскиот нов дом и пензионерскиот старечки дом за сместување, кои ќе бидат во еден кампус на изградба, е над споменикот Киро Крстев, над паркот што сега го пуштивме и го направивме. Тука ќе изградиме заеднички објект со пензионерите. Изградбата на старечкиот дом ќе биде инвестиција на општина Кавадарци. Пензионерскиот дом ќе биде инвестиција на пензионерите кои што веќе имаат средства обезбедени. Па гледа, можеби ова у центар ќе му функционира, тоа се нивна одлука, али таму ќе му биде кампусна целина. Целата е да овој старечки дом со капацитет од 50 лица биде при Министерството за труд и социјална политика, се вработат соодветни кадри и сместувањето на особа во делот на старечки дом не биде повеќе од 10 до 12 денари субвенционирано, како што е под државата, како што има битоли, така ќе биде регионално. И најбитен момент од цело е тоа што идејата која што дадов ја прифати Министерството и другите институции и пензионерите, да тој кампус на објекти биде врзан како објект за тоа што старечкиот дом. Не значи дека тие лица што се сместени во старечкиот дом треба бидат изолирани од другите пензионери. Така да во текот на денот и во текот на дневните активности пензионерите кои се сместени и се витални може да си функционира заедно со пензионерите што не се сместени. Едноставно ќе ги дели едно спиење кој што живот и социјалата ќе им биде заеднички. Тука му е градскиот парк, ќе организираме повеќе настани и за Олошите градина, кој што проектот е готов, сериозен проект од 1.800.000 евра заедно со стрелачки дом за пиштол и пушка професионално, со игротека, со ресторан, со разиграна зоолошка за средни и мали животни, а пред се автохтони животни во делот на територијата кај што живееме. Инсекти и сите други така наречени бейби зоо која што ја направиме. Мислам дека ќе биде една добра атракција за сите и за општина Кавадарци и молот кој што официјално мислам дека се отпочна со градба од месец март.
че имаме еден добар мол кој се направи, еве, секој недела ја прогласија не работна, а моловите може да работат така да има кај да одиме, значи нема каде да движиме во недела. Се најави од владата деновиве на пресконференција на портпаролите дека Кавадарци добива средства за решавање на ромската населба. Што со ова? Да, некои 4 милиона или 14 беа. 14 милиона беа за сите. За сите општини. За сите општини, меѓутоа дел од нив добива нели и Кавадарци. Лошо е класифицирано. Значи, Кавадарци аплицираше и доби 2 милиона денари за изградба на подпорен зид на улица Клинска со границата на ромското население. Затоа што ромите имаат направено куќи дивоградби и имаше опасност да тие куќи клизнат. Се јави клизеште и ние аплициравме со проект од 2 милиона денари да го доизградиме веќе од поштатиот подпорен зид кој што општината го правеше и сега ќе го доправиме до крај на улица Клинска. Што не е решавање Апсолутно не доаѓа за решавање на ромската популација. Значи станува збор за подобрување и квалитетот на живот. Да. А јас го слушнав потпоровот дека испадна и кажа дека решавање. Јас се израдував да ви кажам. Некога го спомна потпоровот решавање на ромското население, ја викам и нешто имаме ново добиено, не знам што сме аплицирале. Така да после се консултирав со моите, тоа е тоа. Ние со ромската популација и генерално немаме проблем освен со дел од нив кои што се ајде така да ги наречеме дојдени Од други места. од други места кои што не сака да се социализираат и не сака да се вклопат во општеството. Поготово населбата доле би ја потенцирал пак по 100 пат кај Белка. Тенечи мало така наречено. Еве само еден пример, таму има дечиња, машала, еден куп, се здрави и живи, да сите им понудивме да ги сместиме во градинки бесплатно и да им дадеме приоритет да имат место во градинки. Само 2 дечиња дојда во градинка. Основното образование не го изучуваат, тука треба владата, министерството, општината. Оние што веќе се изградили како луѓе и се по 30-40 години, ние тешко ќе ги социализираме. А овие дечиња кои што ги имаат, да ги ставиме во еден колосек за да бидат дел од општеството, равноправни со сите заедно со нас. Општина Кавадарци, за таа работа се зема обврска, че имаме оглас за брзо време, еве нека биде ова и повик, че вработиме едно лице од ромската националност како референт за ромски прашања. Тоа лице че има обврска да сите овие прашања кои што ги имаме горливи и недоразбирање и имаме кражби, насилства и ред други работи, ги детектира соодветно, биде во соработка и односно ќе биде во работна обврска во општина Кавадарци, ќе биде во соработка со урбаните заедници, со сите и да советователно, ако треба и репресивно делуваме кон тие такви семејства, а и самите они, затоа што тие се дел од нас, ние сме дел од нив, со животот било секогаш во Кавадарци, не дозволат да се го рушат нивната авторитет со доаѓањето на неколку семејства од страна кои што сите ги викаме да, тие се роми, вие се роми и ромите не чинат. Не е дека ромите не чинат, сами треба да се грижат и да тие таквите не дозволат со населото Кавадарци, пошто знаете како, ако некој од Македонија направи бела во Австрија, викат македонците прават бела. Така да ние треба да се грижиме едни на други да тоа биде ушто помала фаза. Ние имаме и христијани, и каури, и роми, и секакви кои што прават и кривични дела и се. Али треба да има за таа работа мерки, социјала и да се социализираме едни со други. Јас, како ученик основец, имав 3 мои соученици од ромска националност, едно женско, 2 мачки, до денеска сум во комуникација, се фамилиарни, се вработени, се сериозни, така да воопшто не гледам никаква разлика од тоа што е денешното, освен со оние кои што доаѓаат од страна, кои што се избркени од 5-6 града. И се дојдени со цел да прават проблеми. Апсолутно. Кавадарци е меѓу ретките оваа година што го украси градот во новогодишен амбиент, веќе градот светна во новогодишен сјај. Ке има организиран дочек, ке има пакетчиња за деца, независно од корона кризата и сите оние работи кои што 2 години го гушат општеството, го гушат народот. Подготвена ли е општината да ја реализира новогодишната програма? Прво Кавадарци е со над 75% вакцинација. Благодарение на општина Кавадарци, јас како градоначалник заедно со Министерството за здравство, благодарение на директорот на општата болница проширена дејност
и на другите институции, МВР од Кавадарци, успеавме регионалниот центар да го земеме во Кавадарци и да извакцинираме повеќе од 19.000 аплицирани вакцини. Тоа беше една тешка борба, морам да потенцирам, и политичка, и стратешка. Да, некои градови се лутеа за тоа. Велешани паднаа во депресија, дури на парламент се кара, зашто у Кавадарци регионалниот центар. Успеавме и се покажавме како добри домаќини, и тоа го зборат сите, што да се вакцинираат тука и да се ревакцинираат. Сите си добија по една волечка, сите беа удоволени, сите беа пречекани како што треба и испратени достоинствено. Изненадени колку е развиен. Да, Да, го видео Кавадарци. плюс Да. го видео Кавадарци и Вероника пак сака да дојдат, пошто убаво се поминале. Сега, од таа работа навеќе би почнал да кажам дека оваа пандемија трае и ќе трае. Веројатно, за жал, ние мораме да функционираме. Функционирањето по протоколи и по мерки треба да го почитуваме. Дечињата ни се тие кои што мораме ние да се радуваме на нив, а они да се радуваат на малите нешта и на убавите нешта. Ова година одлучивме да дадеме пакетче за секое дете од прво до 9 одделение. Тоа се 3800 пакетчиња новогодишни. Че ги доделиме на градскиот плоштад, нема да одиме од училиште во училиште, нели, заради протокол мерките и пандемијата, надворно отворено, ќе се поделат, не значи дека треба да ги дарам сите, ќе се поделат од наставници, раководители, директори, било како, од 25 до 31 име новогодишна програма и денска и вечерна. Ефтина програма, квалитетно направена, украсена, унифицирани продавници за честитки, за маџун, за вино, кај што доликува на едно градче као Бордо. И она што треба да го израдуваме народот, го израдуваме со многу ситни пари, верувате, очетно е тоа, ќе се види, со 500 денара, монтажа и демонтажа, наши реквизити кои што ги имавме купено од пред 4 години и мало дополнување на изнаемување, ги ставивме на плоштад, ги ставивме по дрвја, по канделабри, го украсивме градот. Гледај, не можеме традицијата и нешто да го занемариме и сега дечињата од возраст 4 до 7 години да не знаат што е пречката на ова година, како се чувствува. Тука ќе го имаме Дедо Мраз, исто 25 на 12 дента ќе го имаме Дедо Мраз, кој што ќе доделува кесија. Тоа е момент кај што децата се радуваат барем наредните 2 месеци. А после дојде пролет, па ќе одбележиме пролет, па ќе дојде лето и мислам дека сите празници кои што се направени и се наследени и стекнати, не се само со единствена цел да се празнува, него за да се социализираат, децата и луѓето очекуваат нешто, а тоа нешто е она кој што треба да направи општество. Инаку не би имале општество ако не функционира ништо. Вие знаете, еве некако православни, дека едни од потоплите домошни денови и од потоплите атмосфери дома и од најголемата сталоженост, барем ја лично сум почувствувал, тоа е забадник. Кога си дојдеш дома у 14-15 часот и треба да скачиш погача, лепче, цела вечер си дома и ја мислам дека тогаш имам најголем духовен мир од секој еден друг ден кога сум со семејството или било како. Така да празниците не треба да ги занемариме, да си ги почитуваме по протокол мерките и да ги одбележуваме. Мои последни 3 кратки прашања. Дали се задоволени како од локалната администрација во зградата во која се роѓаме сега? Кратко и јасно. Како плаќаат кавадарчани давачки кон општината? И кога Бриони, мене лично ме интересира, ќе почне да работи? Администрацијата е одговорна. Добро. Сегаш има некои пропусти, има некои деловни прашања, одговори, али јас како градоначалник се трудам на тоа на максимално ниво биде и сегаш мојот изговор према нив, ако можем ја да работам, ќе работите и вие. Добро. И тука завршувам мојабетот и не разговарам понатаки у поглед на тоа колку што треба да се работи и како треба да се работи. Тоа е видливо и оперативно. Поглед на второто прашање, кавадарчани се домаќини луѓе и биле домаќини, ќе бидат домаќини. Ние сме општина каде што оврските кавадарчани си ги надминуваат над 90%, со исклучок на категорија на луѓе кои што се ослободени од било како надмест. Ова ви го зборувам моделот и на давачките према општината и давачките према јавното предпријатие и према сите други, така да одговорноста од една страна е на високо ниво, каде што ни дава уште поголема одговорност и мене и на администрацијата и на сите јавни предпријатија
да ни е одветно поодговорно и поубедливо вратиме на самите граѓани. И трето прашање во делот на Бриони, имав прилика да го слушнам собственикот на Бриони минатата недела, која што знаете ке Бриони е во приватна собственост, али и за мене е стратешки објект и стратешка позиција. Бев пред 2 недели во паркот да прошетка, видов дека е веќе во некоја завршна фаза од делот на реконструкцијата, го затворил објектот и работи. Неговите очекувања се дека на пролет ќе биде отворен Бриони за работа. Да. Угостителството е во моментот тешка гранка, али ја мислам дека тој објект ќе му бидеме првите гости. Јас чествам, си платиме сигурно тама работа и нема што да се плаши да го охрабриме побрзо да го отворе. Дека биде повик до него, пошто стварно паркот е многу убав и доликува една амбиентална содржина кај што треба да функционира. Имаме толку убави место у Кавадаци кај што едно од тоа е Бриони, а поготово повозрастните. Ја мислам че ме прашта за Хотел Балкан. За Хотел Балкан. Да. Хотел Балкан исто така е исто во приватна собственост и сега да ви кажам искрено за тоа што 3 години бугарска некоја инвестиција е Хотел Балкан од времето пред 12-14 години направена, замрзната. Јас ќе предложам и на совет јануари месец, а и со закон мислам дека во новиот закон за данок на имот е предвидено. Доколку не го пуштат Хотел Балкан да функционира во работа, односно да го фискализират и да вршат дејност, која што делумно, неделумно него, тоа е јавна дејност, хотелијарство и сместување, тој ќе биде казнен со петоструко наплата на данок на имот. Од општина 5 пати годишно се плаќа данок на имот, го имаме тоа легитимно право, го имаме законско право да му го наметниме и еве ова го кажуваме пред граѓаните дека нема да биде поштенен еден таков објект кој што мислам дека некој странски инвеститор буквално си игра со судбината на градот или со центарот на Кавадарци. Така да имаме право до петократно го зголемиме данокот на имот. А тоа значи еве како бројка данок на имот Хотел Балкан плаќа 400.000, кога ќе го зголемиме во 5 ќе биде 2 милиона. Па нека не го отвара още 5 години. Нема да му биде лесно. Не сакаме да наштетиме, али во интересот гледате тука има и друг проблем. Само што би го спомнал. Проблемот е тоа што кога правиме нови детални урбанистички планови, нас Министерство за транспорт и врски не ни дозволува да предвидуваме хотелијарство. Вика имате 2 хотели, според жителите, според населението, не се туристичко место, не ви дозволуваме да имате нов хотел во таа офат на детален план. А имаш ти стратешки објект јавен кој што не е функционален, а е небезбеден и од било кој аспект е непродуктивен. Така да во тој дел веќе и собственикот известен од мене лично дека треба да се видиме и да отпочне со работа и реконструкција, пошто не сакам после да биде дека ова нешто тенденциозно или било како, него е само во интерес на жителите на општина Кавадаци. Колега, завршувам. Благодарам. Ја да се заблагодарам. Овие денови ќе се гледаме почесто до 31. Ќе имаме така повеќе, ќе ги посетиме децата во градинка, на плоштад, ќе се подружиме малку со најмладите, ќе имаме програма, ги поканувам сите жители од 25 до 31 декември на пригодна забава на општина Кавадаци според ковид мерките кои што ги имаме со наши локални музичари, бендови, дечиња, балетски друштва, да ги поддржиме, меѓутоа и да се релаксираме и ако даде времето, гледам дека ќе имаме добри температури, најмладите да го очекуваат лизгалишто дека 30-31, најкасно 2 јануари ќе го пуштиме во употреба лизгалишто при спортскиот центар. Се лизгате ли вие? Јас сакав да пробам се лизгам, али мислам дека ако се лизнам дека ќе биде прво и последно лизгање. Прашам бе началникот дали е од нас задоволен? Дали од новинарите Кавадарци задоволен? Гледайте, јас сум Или не мора да биде, дали сте незадоволни? Значи, како да го поставите прашањето, одговорот е еден. Јас сум од сите жители на општина Кавадаци задоволен. Од сите жители и буквално сум човек кој што тоа многу го ценам и го чувствувам. Затоа што до сега од секој еден жител на општина Кавадаци се му испочитува максимално. Гледам да го возвратам тоа и како градоначалник, и како човек, и како семејство. Тоа е еден многу битен момент кога си ти почитуван и од повозрастен човек. Без разлика на функцијата. Функцијата е менлива и минлива работа. Човечната димензија е најбитна. Новинарството во Кавадаци
е многу за мене добра работа, затоа што е и вие како повозрасен новинар, тука е и спортскиот новинар Мики и ево и Дамов. Значи, ние треба да раскажеме што имаме, да документираме, да спроведеме и да му дадеме надеж на младите дека Кавадарци не потекнува ниту од Митко, ниту почне заврши со Митко. Имало многу поубави моменти. И че имало и полоши моменти. Така да мислам дека новинарството е тоа кое што треба, поготово ваквите локални телевизии, регионални или портали или било што, да го кажеме на населението она што очекуваат од нас да го видат. Еве, уште една работа ќе откријам, тоа е на негова желба, тоа е нашиот пејач Џафер, кој што дојде минатата недела, и една песна стара, Мики Ивановски, Џафер, му дошло до идеја, инспирација, не знам зошто баш за Кавадарци, една странска музичка композиција, доста стара, 60 на години, нешто рап-рок музика, ја препеал на кавадаречки диалект, лично од него, и на 14 февруари на Свети Трифон, да сме здрави и живи, до тога ќе го сниме и видеоспото со наши оркестар, со наши артисти, и ќе ни биде подарена званично песната како за град Кавадарци и аудио и видео верзија, и е така многу интересна и да, испеано за Кавадарци, негов личен, без никаков надомес, без никакви барења, што за мене пак како градоначалник и жител на општина Кавадарци представува чест. Благодариме. Сега очекувам некој малку и музичар од вака светско ниво, може Да, да ќе се крене со нас ритмот. Да. Да ви заблагодарам уште еднаш на целата оваа емисија со говорничеството и она што може од граѓаните да го слушнат и видат од нас. Верувам дека овие 4 години ќе ги спроведиме и направиме ова што го збориме, да го ставиме сето во реалност во општеството, и кавадарчани и жителите на општина Кавадарци ова го осетат на еден добар начин, благодет, пошто времето брзо мине, а проектите не заструваат. Благодарам. Кавадарчани има можност да слушнат што ќе добијат како инфраструктурни проекти во следниот период. Јанчев откри што е она што се работи, што се подготвува, а е со цел граѓаните на Кавадарци да добијат подобри услови за живот. Ова беше традиционалното предновогодишно интервју со градоначалникот на Кавадарци. Го реализиравме јас и колегата Маријан Димитров од порталот РТКМК. Благодарам за вниманието. Бидете и понатаму со нашата програма. Имајте секое добро.